Невработеноста е еден од клучните долгогодишни проблеми за Беровчани. Во Малешевијата, каде живеат околу 7000 жители, згаснаа неколку фабрики. Граѓаните се жалат дека не може да живеат ниту од земјоделско производство. Компирот, по кој Берово е познат насекаде, се сади на многу мали површини и главно се користи за домашни потреби. Велат дека сушата која ги зафати земјоделските насади била уште еден удар за нив. Ние сега сливи садиме, ама носиме да поливаме, оти цел месец не е зврнало и така. Сиромашчија големе е да ти кажа. Има ли шанси барем од земјоделството некако да се преживее? Многу тешко. Технолошки са 10 години, по 4000 ми дава. За некоја перспектива да има, да он може тоа да остане, да работи, па да има приходи некои, нема. Не оваа влада, не друга влада, која како дошла, проблем е за невработица. Значи, луѓето и писмените бегаат настрана. За да се намали невработеноста, од општината вела дека се обидуваат да ги рестартираат затворените фабрики. Градоначалникот на Берово им препорача на граѓаните да отвораат семени бизниси и повеќе да вложуваат во земјоделското производство и во сточарството. Донесовме инвеститор од Турција за да отпочне со работа и отпочна со работа фабриката за самолепливи траки Белема. Се надеваме дека и дрвно-индустрискиот комбинат ќе успееме да го ставиме во функција, ќе да успееме да донесеме нови инвеститори за изградба на мали погони кои абсорбираат повеќе работна рака, а се од лесната индустрија. И општината и граѓаните се согласни дека развојот и вложувањето во алтернативниот туризам може многу да помогне да се зголеми бројот на работни места и да се намали сиромаштијата кај беровчани. Над 3000 граѓани во Берово се невработени, со што овој град предничи со невработеноста во источниот дел на Македонија.